овој скандал е инструиран, дека тој извештај што е даден за интерна употреба и таму се дадени препораки како да се работи во комисијата и кои евентуални недостатоци се утврдени дека треба да се отстранат. Но очигледно дека имаше голема кампања направена во врска со тоа, се со цел да се дискредитираат членовите и нашата институција. Јас кажав дека од мој аспект не чувствувам никаква одговорност, нити имам одговорност, нити сум посочен во тој извештај и од тие причини што се однесува јас немам намера да поднесам оставка. Тоа што беше пренесено од еден медиум, тие се парафразирани работи од она што вистински го пишува во документот. И влезено е во некои детали што апсолутно немаат врска со конзистентноста на целиот документ. Извадени се сегменти што потоа се направени да изгледаат дека се толку лоши и страшни во целата таа работа. Јас морам да кажам дека нашата институција прво не поседува сметководство. Сметководството на нашата институција го води Службата за општи и заеднички работи на Република Македонија. Од таму, значи, мора да се има предвид, ако нешто не било исправно во таа документација, прво, контрола морала да направи таа институција и да ги стопира евентуалните исплати доколку не било нешто во ред. А тоа што пишуваше, дека врз основа на непостоечки документи, невалидни документи, значи, апсолутно не кореспондира со вистината. Јас можам да ви го кажам она што го пишува во Законот за спречување на корупција и таму се предвидени начините на разрешување. Собранието, јас слушав вчера изјава на потпредседателката на Собранието дека они ќе покренат некаква постапка. Јас искрено не знам која е таа постапка и како тоа ќе го направат, но останува да видиме. Гарантирате ли дека нема корупција во антикорупцијската комисија? Гарантирам.